Веселинка Герасимова Петровска од Скопје Eastgate Living и Билјана Главинчевска Вранишковска од јавното предпријатие за стопанисување за стамбен и деловен простор, како и Никола Томевски, кособственик, архитект од студиото Атика од Скопје, ми се соговорници во оваа епизода на канал Видео разговори. Темата е станоградба, што е многу горлива тема во македонското градеништво, случува еден убав бум во станоградбата, така да проследете не, ќе бидеме многу информативни и ќе слушнете нешто од нивното искуство. Другари, фала што дојдовте. Ви благодарам на времето. Почеток на градежнова сезона е пролет и знам дека секој саат ви е важен. Така да фала многу за времето. Фала ти на поканата. Кажав преска во уводот кои сте, што сте, ама би сакал да се презентирате од кај доаѓате, која ви е позадината и што се имате направено во својата кариера. Почнеме од лева страна. Веселинка? Јас сум моментално Веселинка, иначе моментално сум во функција на проект менаџер на еден голем комплекс кој што се гради во Скопје, во рамки на Eastgate, тоа значи Eastgate Living. Моментално работиме на изведба на 4 објекти од вкупно 10 предвидени стамбени објекти и веќе 2 години интензивно работиме во изведбата на овие објекти и очекувам оваа година и да го завршиме првиот дел од овој комплекс, некаде во септември и комплетно завршување на првите 4 стамбени објекти. На ова работно место доаѓам од претходни позиции во кои што долги години се занимавам со проектирање, надзор на објектите, што во секој случај дава доволно квалитет и искуство за да можете потоа во процесот на изведба да ги увидите сите работи кои што претходно сте ги работеле во текот на својата професионална кариера. Значи моите први почетоци се во една компанија Маврово проект, дел легендарна, дел од градежната компанија Маврово, добро позната на овие простори во давнешна Југославија. И навистина беше и чест и среќа да можете да го почнете своето професионално искуство токму во една таква компанија. Значи, далечната 95-та година почнувам со работа. Не е многу далечна. Во Маврово проект. Во Маврово проект, секако како соработник првен на колегите кои што се со искуство работеа на проектирање на објекти не само во Југославија, него и на просторите надвор од Југославија, добро познати во Русија, исто така во Либија, Иран и така да стварно можноста да се работи на такви проекти е сон на секој архитект претпоставува. Работам професионално во Маврово проект, потоа преминува во проектантска куќа Прима инженеринг, исто така позната на овие простори. Се до својата 20 години, се до 2014 година. Потоа правам малку промена во професионалната кариера, влегувам во позиција на надзор во ГИМ, како компанија која што е добро позната на просторите што се занимава со надзор на градбата на објектите. И тоа е секако едно искуство после проектирањето и она што сте го направили, нацртале како проект, да видите како тоа на лице место ќе се реализира. Значи надзорот дава сосема други искуства и сосема други комуникации со изведувачите и со тоа влегувате во тој домен на градбата. По една 4 годишна работење како надзор во ГИМ, се враќам на позиција управител на Прима инженеринг. Компанијата во еден период имаше своји падови, имаше потреба од реорганизација. 2018 година, како управител на Прима инженеринг, се обидувам да направам бренд кој што беше долги години познат на пазарот и мислам дека успеавме да дојдеме до една солидна бројка на проектантско биро со 40 вработени, кој што си го најде местото на пазарот и имаше своји клиентели во смисла на институции кои што се јавни, повеќето и од висока градба и од ниска градба и она што како сон на еден проектант и соработник до менаџирање на проектите како многу важен сегмент во изградбата, мислам дека го изреализирав. Потоа доаѓа покана од инвеститорот Балфин, Eastgate Living,
да земам место на проект менаџер во изградбата на овој објект. Доста одговорна и сериозна работа, која што треба да ги изменаџира сите фази од градбата, од почетокот до реализација во рамки на буџетот на проектот и динамиката која што е предвидена за градба. Значи, Балфин ја имал истата мисла као мене. Јас кога мислев кога да поканам на ваква интересна тема, прво ми текна на тебе, пошто од проектирање до надзор, до изведба и стварно ке можеш се да споделиш со нас. Да, соработката со Балфин е поодамнешна, меѓутоа мислам дека во учеството на еден ваков проект е навистина големо искуство и многу важно за овие наши простори. Никола, Да. Никола од фирма Атика, познат архитект во Скопје, како позната фирма која што стварно прави едни од најквалитетните стамбени објекти, проектира. Да, баш ми е мило што ете така е мислењето ваше. Значи, да, моментално партнер, косопственик во Атика архитекти. Атика архитекти е фирма која што се занимава доминантно со проектирање и дизајн. Во раните почетоци, нормално како и сите млади архитекти, започнавме со проектирање на интериери, да речам, кога нели си млад и не си доволно етаблиран. Стандард ти казна. Ама се печеш. Да. И со тек на време да сватиме и со оглед на можностите да дојдеме до едно ниво каде што сега во моментот сме многу фокусирани, најмногу сконцентрирани на проектирање најмногу во стамбена архитектура, со оглед на тоа што и е како доминантна инвестиција во државата е баш тој сектор. Почетоците, значи мој уште не бев ни завршен со факултет или по завршувањето на факултет во платформа почнав да работам некоја година, па некои турбуленции, дали нешто имаше факултет, продолжам и ми се покажа шанса да малце влезам во повеќе во секторот на инвестиции и изведби. Се вработи во фирмата Develop Group, која што беше доминантно инвестиции од негде дека 2010 до 2018, да речам. Хотел Мериот. Да, тоа ми беше најголемото искуство, меѓу другото најголемото искуство беше Хотел Мериот, каде што се запознав со како е да се работи по стандарди, наметнување на мислење кое што е заснувано на некакво си многу долгорочно искуство. Таму имаше стандарди кои што се обновува на годишно, 2-годишно, 3-годишно ниво и постојано фирмата Мериот работи на тоа. И тоа е сериозно поставена фирма која што точно знае што прави во секоја точка во која што работи. Тоа беше еден процес од 4 години кој што беше динамичен и се работеше од сам почеток на проектирање до фаза на изведба. Во последниот процес на изведба јас со Бојан Тасев направивме мал исчекор каде што решивме ајде да направиме ризик и да пробаме да направиме нешто наше. Ме поддржаа сите околу нас. Родителите најмалце затоа што они најмногу се плашат, нели, нормално. Млади сте. Да, млади и така натаму, тоа го кажувам за баш младите што го слушаат ова. Меѓутоа ете, со многу работа, труд, посветеност и буквално треба да знаеш што сакаш и каде целиш, успеавме да дојдеме до некое ниво каде што нели нема никогаш да застанеме, него одиме напред. Трет гостин за денеска, Билјана, ја запознав како технички раководител на Настал, каде што малтене јас во КНАУФ растав со Билјана во Настал, како што расташе квалитетот на таа компанија. Нешто за тебе? Моментално во други води веќе работам, пак во градежништвото. Сум помошник директор на сектор градба во акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, веќе 3 години. Па интересна промена, па повторно во градежништвото, во контрола, во надзор, во менаџирање повеќе. Инаку, како што спомна, 20 години работа во компанијата Настал, од проектирање до надзор, изведба, менаџирање, инвестиции, се комплетно. Може би како Никола
врв на мојата кариера во настал беше печатница Гоце Делчев со помош на Много Кнауф. добар објект. Ги пробавме сите материјали, мислам, таму. И мислам дека е успешен проект. Луѓе го знаат тој објект, значи стварно е дел од менталната мапа. За брзо време стана дел од менталната мапа на Скопје. Каде е, што е. За брзо време ќе заборават луѓе дека тоа беше место на печатница Гоце Делчев, ќе викаат местото на деловната зграда на нас. Да, порано италијанска амбасада, сега се повикуваат на печатница Да. Гоце Делчев. Да. Нови генерации. Но, Да. Добро, пак си врзана со квалитетот во градбата, пак си врзана со стандардите, со квалитетната изведба. так, да, само во државна, од страна на државата, Одлично. во изработка на комерцијална градба за регулирање на пазарот во Република Македонија, на цените на становите како продажба, и акционерското друштво има функција да ги регулира цените на пазарот и исто така и да гради станови за лица со посебни потреби. Одлично. Тука е повторно квалитетот во прашање, да не се разбереме погрешно. Становите се врвна изведба, се грижат врвни проектантски куки, кој што еден од проектантите беше и Веселинка на неколку од објектите за социјални станови, тоа станови за лица со социјален ризик, така и изведба и комерцијални, продажба на комерцијални станови, така. Имаме тројца совршени гости за ваква тема. Не можеме да не почнеме да разговараме за градежниот бум што се случува во Македонија. Вчера ми текна еден збор, викам градежна ренесанса. У муабет со еден колега зборам, ама у принцип ренесанса значи врвна техника, ама се вратив за брзо време на градежен бум, затоа што во принцип во толкова волумен на згради што се прават, имаме секаков тип на квалитет. Интересира вашето мислење во однос на проектирањето. Значи како се проектирало порано, како се проектира сега. Чим има бум, значи дека има квантитет. Како тој квантитет влијаеше на квалитетот на градбите? Сметам дека квантитетот влијае врз квалитетот на градбите и дека треба да ние како стручна фела да ги едуцираме инвеститорите дека треба да се почитуваат правилниците за стандарди на станбени објекти. За тој бум зборуваме конкретно, со оглед на тоа дека домувањето е една навистина сензитивна гранка за проектирање и многу суштинска за секој од нас. Значи, сведоци сме на тоа дека во приватните инвеститори се обидуваат да добијат повеќе станбени единици со повеќе соби на сметка на она што е како квадратура на станот, односно да метнат повеќе соби во квадратура кои што се нестандардни за правилниците за домување. Ги повикувам сите наши колеги кои што проектираат во овој домен да ги почитуваат правилниците и да не дозволат инвеститорите да ги диктираат стандардите за проектирање. Доблеста на проектантот е да предвиди стамбен простор кој што ќе ги задоволи потребите на едно семејство или на една единица. Така да во соработка со јавното претпријатие за акционерското друштво за стопанисување, секогаш се почитуваат стандардите за домување во насока на стандард за дневна соба, спална соба и сите други единици и се добиваат квалитетни стамбени единици. Повикувам сите колеги кои што работат на оваа проблематика да го применуваат правилникот кој што е се уште важечки и е со добри карактеристики. Да се избегне на продавам стан трособен 45 квадрати. Сега најново и општините веќе правилникот го почитуваат. Во последно време, во последниве година дена, приметувам дека во постапката за одобрение за градба во забелешка има дека не е постапено согласно правилникот за проектирање, што не беше случај претходно. Значи, општините веќе почнуваат некако да влијаат на инвеститорите за да се подобри стандардот на проектирање. Чекор погоре е тоа, но сметам првиот филтер дека е самиот проектант, кој што треба да му укаже на инвеститорот што ќе добие. Значи, не е секогаш нето продажната квадратура битна за инвеститорот, знаеме дека е битна можеби инвестициски, меѓутоа со квалитетот што ќе го понуди кај клиентелата може да добие во брендирање и во продажба на стамбениот простор многу повеќе. Дали крајниот корисник кој ќе влезе во својот потенцијално нов стан осеќа
осеќа во каков стан влегува. Пример, не знам, секогаш земам за пример Facebook, луѓето прво прашање на купувачите потенцијални име колку е цената на квадратот. Дали крајниот корисник, освен што ќе види на плочките окупатилото обавезно прашува од кај се и какви се, дали чувствува дека во тој простор може да функционира или не може да функционира? Било кој, Никола? Видете вака се, значи сигурно дека се чувствува и сигурно дека е свесен. Тука има многу фактори. Значи прво е основно едукација некаква која што ние треба да вршиме и нормално кон инвеститорите, а и кон купувачите или кон јавноста. Еве, например, ова е една можност каде што луѓето може и да го слушнат тоа, чисто од стручната фела, што мислат на тоа прашање. Не знам како може да се помогне на луѓето кои што купуваат, например, станови, ама еве да речеме дека ако ништо друго, можеби познаваат секој познава еден архитекта, слободно нека го исконсултира или нека излезе на терен со архитектот да му даде совет за тоа што го купува. Значи, некако на тој начин можеби би се подигнало нивото на или од критериумот за што значи стан или зграда. Ние освен што проектираме нови објекти, нели, од нула, постојано правиме анализа на тоа што се случува на пазарот нормално, кој што прави, кој како проектира од проектантски бироа, кој како изведува или какви згради инвестира и што било во минатото, што е сега. И можам да кажам дека сме дошле до некој заклучок на кусо, каде што во едно време во кое што за жал јас не сум работел или не сум го фатил зашто сум од понова нели генерација, доминантно инвестициите оделе преку државните институции и тука оделе преку некакви си јавни набавки, тендери и така натаму, или имало побарување на мастер планови со стамбени објекти кои што се правеле со една многу висока цел идеологија дека таму треба преценели да се живее, па тоа како се да има. Комфорно да се живее, со светлина, со воздух, со изолација. И тука кога ќе настапа стручната фела, станува збор за инвестирање од страна на државата, архитектот може многу добро да се изрази, или ние не се сомневам дека архитектите не си ја познаваат својата професија. Значи ние сите многу добро знаеме што е добро, ние. Да чукнемо дрво, си ја значи ние, значи заради тоа викам, значи ако некој нас не викне за дали е добро или лошо, ние можеме многу лесно да го кажеме тоа, нели? Така, да. И ние многу добро знаеме што е добар објект, како треба да се направи. Ама баш заради тој го потенцирам минатото како некое време во кое што се правеле тие работи, заради тоа што постоели стандарди, а постоела и една етика или нешто каде што се знаело стручна фела е стручна фела. Кога ќе настапи државата или кој да е како инвеститор, кога ќе го праша архитектот кажува како и завршена е работата. Значи до тука. Во денешно време кога инвеститорот е приватен, кога урбанизмот е на ова ниво, значи и многу има врска урбанизмот. Тоа е една првата точка е урбанизмот. Зошто? Заради тоа што ако ги споредиме урбанистичките планови кои што се носеле порано или како тие што и денеска се прават, има една клучна разлика. Тоа е поедовната точка, да речам, повторно повикувајќи се некаков стандард. Примерите во Скопје, да земеме, па и цела Македонија, па цел Балкан или цела Европа, како и да тоа било едно те исто, самите длабочини, дали е блок, дали е кула, како и да е, биле со многу помала длабочина, да речеме, почнувајќи од 9, 10, 12, 14, 16 метри. Денеска сме сведоци дека нашите планови се носат со длабочина од 18 метри, па нити можеш да го осветлиш, нити можеш да го тоа значи еднострано ориентирање, длабоки коридори и плюс проектирање, проектирање врз база на Дигитрон. Значи денеска проектирањето се сведува база Дигитрон. Значи, како што каже Веселинка, добиваш парцела, маркичка, во основа толку, одма прашањето или Билјана спомнати се јавува некој инвеститор,
еркерите, не еркерите, што влага во бруто, што не влага во бруто, за да се сведе дали сега тоа е до толку и тоа пута тоа, мислам, во ред е сето тоа. Меѓутоа, доколку ги вратиме малце чекорите наназад, нека биде истата математика, ама кога ќе почнат и урбанисти или државата, кои да го наметнува тоа, да почнат од најмалце, па да стигнеме до најмногу. Не може да почнеме од најмногу, за да стигнеме до епте многу, или заради тоа што ниеден од инвеститорите нема да се откаже од тоа што му следува. Тоа е нормално. Ми се свиѓаше кога рече, вика, Никола вика, кариерата модна се првиот објект да ми биде по правилници, ревидирани на година, две, три. Да. Дали е Македонија регулирана земја во однос на правилници? Звучна изолација, термичка изолација, противпожарност, осветлување, вентилирање, особено во делот на станоградбата ме интересира. Ние пробуваме некако да ги следиме стандардите за проектирање како државна институција сега во овој момент. Мислам дека и Македонија, доколку сите ние како архитекти го испочитуваме тоа. Најмногу зависи од нас, да ги обучиме инвеститорите, да ги обучиме идните купци, да знаат што треба да бараат и кои се стандардите во оваа држава. Во однос на купците, мислам дека многу добро се образовани. Јас имав еден период во Настел каде што почнував од пред 20 години до денес. Многу како што расте експанзијата во градежништвото, побарувачката и пазарот на станови, така купците веќе стануваат образовани. Во однос на материјалите кои што се вградуваат и во однос на стандардите кои што треба да ги поседуваат фирмите кои што изведуваат или кои што проектираат или идните, тоест инвеститорите на станови. Дали модерен купец на стан денес прашува по специфични, по корисни прашања од порано? Дали крајниот корисник виде што све има на пазаров и дали сака низ прашања да дојде до сознание каков стан го очекува потенцијално? Ке се надополнам околу едукацијата на клиентелите за станови. Има една сега модерен начин на презентација на она што го нудите како продажба е со изработка на мокап или прототип на станови. Тоа да не речам, една од поголемите компании Лима кој што сега работи голем стамбен комплекс го направи, истото по углед на тоа и Балфин го направи на Eastgate Living, така да за да му предочите на идниот купец на стан како би изгледал неговиот дом, добро е да го направите еден прототип, еден на еден, што се вика. Тоа го изреализиравме во Eastgate Living, имаме направено два типа на станови и за да купецот ги спознае првен просторно како би изгледал неговиот дом, а потоа и технички да се запознае што све би било вградено во домот, го носите на увид на самиот стан и добива представа за тоа што би добил како свое идно живеалиште. Во насока на тоа, сите клиентели кои што обичаено доаѓаат сакаат да знаат и каков тип на материјали се вградени. Почнуваат од термичката, нивото на ефикасноста на зградата. Веќе сме добро е познато на пазарот дека се барат енергетски ефикасни објекти, прашуваат дали е од типот на А, што е многу важно, потоа вториот тип е надворешната столарија, каков коефициент е, дали има доволно звучна заштита, а и термичка заштита. Понатаму се оди во вградувањето на материјалите во насока на тип на плочка, тип на паркет, финални подни облоги, врати, натрешни, надворешни врати и се до на сите оние системи кои што се го прават комфортно домувањето, како што е грејењето на просторот и евентуално вентилација. Трендовски и доста и искуствено од Европа, мислам дека треба да го пратиме тој тренд на вградување на еден тип на нови грејења, подно грејење во системите на стамбен простор, кој што ви дава друга слобода во функционалната организација на просторот. Покрај тоа треба да се оди на тип на ладење на стамбените простори заради целата она, знаете,
термички разлики кои што во Скопје и во Македонија ги имаме, го високи летни температури и по зимето ниски температури. Значи комбинирањето на овие системи кои што ќе ги вгради инвеститорот се далеко важни за тоа што клиентот на крај ќе одлучи во изборот на стан, каде би купил свој стамбена единица. Колку им е важна интимата, колку им е важна звучната изолација во домот? Дали прашуваат? Затоа што во принцип неделно имам, не знам, 7-8 позиви телефонски, блажен, купив стан, ми се слуша комшијата како да го решам. Дали тоа веќе го размислуваат во Новоград? Втор сегмент е многу важна звучната изолација покрај топлотната и термичката е звучната изолација, особено помеѓу просторите од стамбени единици и кон јавните простори, коридорите, кои што исклучително важно да се решат со технички издржани системи и конкретно на овој Eastgate Living комплекс се трудиме да ги запазиме барањата што се дадени на проектантот и да ги имплементираме на проектот. Навистина треба убедување првен пред се на инвеститорите дека една од клучните сегменти е да се испречитува тој правилник за звучна заштита кој што за жал е подценет, меѓутоа го имаме како таков уште во дамнешна Југославија, само треба да го применуваат нашите колеги, да се имплементира и секако да се реобнови можеби по МКС стандарди за да биде како таков запознаена и јавната и фелата дека постои таков правилник за звучна заштита на стамбени објекти, на сите објекти, а сега конкретно зборуваме за стамбените објекти. Супер. Цената на стамбениот простор во Македонија, посебно во Скопје, во страшен успон. Дали се наруши полека оној однос цена-квалитет? Знаеме, ни сведочат луѓе дека е цената на просторот, односно цената на парцелата, дека е цената на материјалите. Дали полека се нарушува и на кој начин инвеститорите наоѓаат начин да оправдаат таа повишена цена? Дали се оди кон современи материјали, дали се оди кон повишување на просторот стамбен, на комфорот негов? Види, во моментов, значи, има еден, да речем, ајде и феномен, каде што тоа многу брзо се случи. Преку цената на метар квадратен за стамбена површина била во стагнација со години, да речеме. Каде што до 1000 тешко е 1000-1200 сега шпекулирам и за цениве, нели, зависност, ние секој пат репере Скопје, да речеме, ајде централно градско подрачје. Да. Одеднашка, значи, цените, да, поради X причини порасна, сега тоа, по прашањето твое, нормално е да во тоа пореметување или во моментот каде што толку многу имаме голем скок, некои пробуваат во тоа да се протнат, а со стариот квалитет да успеат да постигнат новата цена, па да, имаме и така, значи, повторно тука, значи, а имаме други кои што, да, свесни се за новата цена, ама во таа нова цена пробуваат стварно да стават материјали. Значи, ние нели соработуваме подолго време и ти свесен си и ние, кој инвеститор, каде, не би посочувал нормално, ама како еден современ начин на градење е баш вашите системи се тука. Нормално, да, поскапи се од стандардното или традиционалното начин. Не секогаш, во многу случаи. Добро, Да. значи, или ако ништо друго Во моментов, за жал, на ниво на Македонија, просечно, тука сме можели поевтини. Добро, тоа е дел од Зидарите први избегаа за дел од габани. едукацијата, меѓутоа на крај, ако го ставите нели во однос на ефикасност, да, сигурно би било и поевтино. Да. Значи, моментално, да, цената е на некое си стварно високо ниво за кој што и ние некогаш реагираме и не знаеме точната причина како е и нормално во позадина сите тие локациите, нели, сите сакаат во овој период, ако може, да цената им порасне или вредноста да порасне. А дали квалитетот оди напред или стагнира, тоа не знаеме. Во однос на, значи, купците, нормално е дека сакаат да добијат и повеќе. Меѓутоа, повторно мислам дека тука многу има врска едукација или запознавање со сите овие работи.
Значи, прашањето твое за звучната изолација, мислам дека и од нашето искуство дека е едно од последните работи. Значи, има некои кои што се први, ама ова е едно од последните работи, или баш е тоа како што кажа ти, ми се јавува другар кој што купил стан. Значи, доколку не се запознаени или некој не им ги воочи битните работи, ова ако ја гледаат како последна, ќе сфатат откако за жал го купиле станот и ќе речат овдека се слуша и слично. Прескус кафе кажа на многу интересна работа. Му продавам на трет купец. Да, јас тоа ми е стварно онака една од многу интересни работи. Ми требаше време да го сватам, ама еден од постари инвеститори кои што долго време соработуваме, кога ќе сме дискутирале во една дискусија, ми вика: Никола, јас не продавам прстан, јас продавам трет стан. Мене беше чудно, ама тоа е, значи, човек кој што го купува третиот стан, го купува кај него и он не прашува ни за цена, ни за ништо, него знае кога ќе дојде, ќе го процени тоа и ќе свати дека е тоа. Каде што сите овие работи што ги зборуваме се веќе доведени во стандарти на едно ниво. Од звук, изолација термичка, од грејење, ладење, проветрување и многу битна работа што мислам дека се уште во Македонија го нема тоа, а надвор сме сведоци или сме запознаени дека тоа функционира и е веќе во стандарди влезено, со новиот начин на градење и материјалите кои што стварно се многу ефикасни во однос на термика, се појавуваат проблеми во однос на дишење на самиот објект. И значи тука треба малце да се внимава херметички затворено, особено ако се користат повеќе пластични материјали, ПВЦ столарија, пластични фасади, се затвара и доаѓаме во ситуација да живееме во кеса, буквално. И тука треба да се внимава да се прават некакви проветрувања или системи кои што може да се вметнат во столаријата, во вратите. Значи има начини и тоа функционира, за жал кај нас се уште не е дојдено до таму. Јас живеам во нов објект, го чувствувам тоа, можеби заради тоа што го знам, па знам дека тоа е нешто кое што треба да се работи во иднината. Меѓутоа, не сме стигнале до тоа ниво да разговараме и за момент на природна циркулација на воздух. Тоа е за петиот, за шестиот стан што го купиш. Не, нормално е, значи, одиме напред, нели? Ништо не стои, ништо не стагнира, значи ние одиме сите напред. Некој е пред нас, некој е позади нас. Ние сме во моментов во однос на тоа што се случува во Европа или на поразвиениот свет од нас. Значи, ги бркаме трендовите, меѓутоа има и далеку по современи работи. И тука веќе, доколку имаме критериум, ќе почнеме да разговараме и за реалната цена на квалитетот, ако нели тоа што ме праша. Значи, сите овие работи доколку се задоволат, понатаму цената станува таа што е релевантна или нерелевантна. Ама, нормално, луѓето треба да имаат многу искуство, да се едуцирани, за да знаат точно што купуваат. Значи, не постои скапо и ефтино, постои вредно или невредно за цената што ја плаќаш. Така е, да. Постапувајќи согласно правилникот за енергетска ефикасност, вградувајќи ги системите за термичка изолација, ние имавме еден проблем во настал, бидејќи нашите купци не беа навикнати да ги луфтираат своите простори и се појавуваше често влага. Но проблем е овој, современо. Да, и покушававме дури да им направиме еден правилник на користење. Тие мислеа дека заради изолацијата, заради грејењето, заради заштеда на енергија, не треба да ги отвараат и да ги вентилираат прозорите. Направивме една обука на купците дека потребно е секојдневно вентилирање на просториите во кои што домуваат. Тоа дали веќе се стана пракса или не знам, али Никола е во право, може би треба и тоа да оди како стандард во однос на вградувањето на материјалите, како што на запад веќе и прозорите ги прават. И со системи за проветрување. Така. Да. Многу ме интересно, стално се изненадувам од некои вакви модерни проблеми. Најинтересно беше пред 7-8 години еден инвеститор во Скопје става 20 сантима изолација на фасада и ми се јавува еден пријател, сака да купи стан кај него. И ми вика, ти не знаеш, вика, фушарај, вика. Ми стаиле, вика, у салонот, вика, 4 ребра, вика, на радијатор.
Значи, неговото око е толку навикнато на ребра, да види радиатор 15 ребра, он, пошто не е од Фелава, не е инженер, и не може да свати дека енергетската потреба на тој објект е за 4 ребра у салон, пошто има нова столарија, има 20 сантима. Со оглед на предвидените материјали в градот. Да. Така е. Вентилирањето е стварно случајно во Германија пред 7-8 години бев на една презентација нивна и вика 20 милиони домови, станови, куќи, апартмани во Германија и во Европа беше. Вика имаат проблеми вика со мувлата. Да. И јас сега доаѓам во Македонија кај што мувла е симптом на неизолиран објект. Не Или се не требаше, вентилиран. Да. Кратко време да сватам дека тоа е мувла заради преизолација на што го збориме. Ние сега. објектот што го изведовме прв пат целосно во сувомонтажен. Се сеќаваш во Козле. Да. Таму имаше и фасадна и цела беше сувомонтажна. Да. Тој имаше најмногу проблем со мувла. Затворен, не идеш. Затворен, херметички, луѓето не вентилира, немаше бек да отвараат прозори затоа што од квадрат им се плаќа. Сопствено грејење има, таму најмногу се појави мувла затоа што штедеа. И забораваме дека просечно семејство 20 литри вода испарува дневно. Таа влага 20 литри вода во кубици пара е многу и тоа негде мора да се да оди. Так, а претежно со мали деца. Да, Со бебиња така е, тоа беше. Пелени, сушење, машини, Добро е што и другиве индустрии, прозориве, вентилациите го следат тоа нешто, така да ќе биде. Да. Па еве на пример Velux, на пример еве бренд спомнувам, не е можеби коректно, меѓутоа Не. Velux како еден производител кој што може и диктира некакви си стандарди за кровни прозори, во самото отварање веќе име стандард. Значи имате момент каде што ќе го отворите, се вентилира или уште еднаш за да го отворите прозорот. Velux е многу интересен партнер во проектот Моето поткровје на интернет име убава страна Моето поткровје и стварно се лидери заедно со Рехал во вертикални прозори. И во Рехал има систем кој што исто така. Добро, јас сега може не е коректно што го спомнав, ама искуството е дека ете во Македонија го имаш, на пример, тоа каде што е стандард, некој го поставил од надвор, нели? Би се вратил пак и тебе. Ме интересира колкава слобода има просечен проектант во Македонија, малце по слободно да се изрази во моделирањето не само на просторот, него и на боите, гледаме колкава разлика прави кога се појави во градов, во било кој град, некоја зграда со малце по модерно дизајниран ходник или влезна партија или фасада. Да, па види, една од причините, на пример, што веќе не бараат клиенти е баш од таа пракса или баш заради тоа што успеваме меѓу, нели, првично задоволување на основните стандарди за живење, што повеќе ориентации на стан, избегнување на големи длабочини, проветрени ходници, значи ова само кажувам што све треба да бркаме, не секој пат успеваме, нели, заради причините кои што претходно се поставени. Никој имам, мислам, многу работи што не ги спомнуваме, во поново време се запрашуваме дали висината стамбена е добра и дали можеби треба и таа да регулираме доколку можеме. Така да пак во паде висината. Многу има влијание тука проектантот, архитектите, фелата, како или ние ќе се наметнеме и ќе постапуваме со сите тие алатки што можеме да играме. Инвеститорот е инвеститор и секој пат ќе биде инвеститор. Значи него го интересира, да. Меѓутоа во калкулаторот, во дигитронот можеме ние да се најдеме и да го направиме сето ова. Да. Значи тука станува прво стандардот неминовно. Второ, фасадата, освен што ќе има, нели, основни или перформанс на високо енергетски ефикасен објект, да има перформанс и на трајност. Значи материјалите кои што ги користиме не се само шминка па да бидат поставени заради тоа што е убаво или не убаво,
него да има и еден перформанс. Не секој пат ги користиме заради тоа што идеологијата наша е да биде тоа, а понатаму инвеститорот или тој што ги вградува, дали ќе го направи системот така како што е предвиден или само ќе ја постави само заради лик, тоа е веќе пак желба и стандард кој што си го поставува самиот инвеститор. И трета работа што рековте, влезовите. Значи, не само влезовите, она цела, јас викам, протокол или хиерархија на движење на човекот или на конзументот, на жителот на стамбениот објект, како се чувствува од моментот на доаѓање додека стигне до неговиот стан. Значи, не е само станот, има тука влезот, ходникот, паркирањето, како влегувам, да. Како се осеќа, како се чувствувам, утре децата пуштиш, излезат, не излезат, каде излегуваат, што прават, има јавна површина, значи тоа е многу длабока и една широка тема за која што приказ на задомување со идентитет. Така е, да. Колегата долги години соработуваме и навистина објектите кои што ги прават идејните решенија, бидејќи сме биле изготвувачи на основни проекти нивни, ги прават со идентитет, значи препознави за нивното биро. И тоа е многу важно да има. Одлично. Да не се случуваме со исти објекти секаде, а да не знаеме кој е нашиот објект за живење. Така Имаше еден графит, контекст. ако ви текнува Карчи архитектонски факултет нека и Ангелковски, викаша архитекти градите без љубов. Тоа беше една стварно една социјалистичка зграда, како кибрид легнат беше и стварно не може без љубов. посвестувачки Ништо без љубов не може, да, така е. Што ме ставаме прашам, Билјана, како ти приказната со КНАУФ системите? Кога ги запозна, како ти дали кои проблеми ти ги решија од проектирањето до изведбата и до продажбата на становите понатаму? Најпрво, како проблем се појави звучната изолација помеѓу два стана. Купците веќе си се слушаа меѓу себе во првата во мократа градба. Па стапивме во контакт со вас и пробувавме различни системи на КНАУФ. Пробувавме од комплетно сувомонтажен, пробувавме комбинација на мокар и сувомонтажен и мислам дека стигнавме до некој систем на изведба кој што постигнавме добра звучна изолација на кој што купците веќе не препознаваа во поглед на настал и во поглед на акционерското друштво сега. Сега, со новите. Имавме еден проблем во однос на, знаете и вие, гипс картон, но мислам дека тој проблем веќе се надмина и дека луѓето кои што знаат дека е потребна звучна изолација, знаат дека е потребен систем на работа. Сега веќе не го имам тој проблем во однос на сега целокупната Република Македонија акционерското друштво гради на ниво на целокупната Република Македонија. Има некои градови кои што се уште мислат дека сувата монтажа ќе биде на тамошен проблем, но мислам дека обуката и конкуренцијата си го донесе своето да сватат дека во овај стан е вака затоа што е вака изведено, а во другиот стан е така затоа што е така изведено. Мислам дека најмногу конкуренцијата си го направи своето. Купците почнуваат да се образуваат, купуваат трет стан, што вика Никола, во првиот ја гледаат разликата, од вториот ја гледаат разликата од третиот и веќе знаат кој ќе купат трет и каде ќе купат четврти стан. Да. Веселинка, колкава е слободата, односно како да кажам, колкава е одговорноста на инвеститорот да му објасни на купувачот каде влага. Оно што сега Билјана што го спомна, Македонија е историски ѕидарска земја, да бидеме реални, така. Не само Македонија, светот, сувомонтажните системи како технологија се 100 години стари. Колкава е одговорноста на инвеститорот да му објасни на купувачот? Кога купуваш ти овој стан, сега да ти кажам јас не само за КНАУФ системите. Смарт системите што ги спомнавме се нови. Повозрасни купувачи, можда и од нив се плашат. Колкава е одговорноста да им кажеме идам у Нептун, сакам да купам машина за перење, го прашувам тој што е одговорен за и што ги познава машините за перење. Како е во продажбата на станови? Главно е кај инвеститорите да имаат стручни
луѓе од нашата фила кои што ќе можат да го доловат на клиентот. Зошто сува монтажна градба? Значи, на инвеститорите многу лесно ќе им објасните зошто треба сувата градба да се користи, бидејќи временски добивате многу побрзо до реализација на објектот доаѓате. Сега останува да се едуцира клиентот дека таквите системи ги даваат истите и подобри квалитети отколку класичните начини на градба. Значи, ќе почнеме од првичната основа, значи проектот. Многу е важно едуцирани проектанти кои што ќе ги применуваат сите овие системи монтажни на градба, почнувајќи од натришни ѕидови, надворешни фасадни системи исто сува монтажа, така да проектантот е првичен кој што треба да ги предвиди и да биде добро едуциран во консултација со сите брендови кои што ги прават овие за да ги примени во проектот. Втората фаза е испочитување на проектот кој што го изготвил проектантот и реализација на лице место, кој што е многу важно да го спроведе потоа нашите колеги кои што работат кај инвеститорите и ги реализираат градбата. Значи, тука околу оваа сува градба ние често се соочуваме и со стандардите кои што се потребни и нормативите за нивната пресметка. Тие имаат сосема нови норми за пресметување и мислам дека еден од сегментите кои што треба многу брзо да го регулираме во нашата република е начинот на нормирање и пресметка на сувите градби. Да се доведе ред во известно. Да се доведе ред. Инаку сметам дека апсолутно треба да се користат што повеќе овие бидејќи ви реков првен го намалуваат времето на изведба на објектите и даваат сосема подобри квалитети на домувањето. И во се измиката една претходна емисија, на претходно издание на оваа панел дискусија зборевме со колеги статичари кои што ги кажа нормално во тежината во една зграда 25% полесна зграда и сеизмички е поотпорна. Еден соодветен пример дека добро е да ги подкрепиме нашите мислења со примери. Со години сме проектирале за акционерското друштво со преградни ѕидови од полна тула помеѓу 20 стамбени единици, кое што за жал за да статички биде одржано треба да биде или поставено на носач на греда. Отие е голем проблем за самата плоча. Тежина. Нормално со новите системи, конкретно ние применивме систем на Итонг блок, кој што е двете страни обработен во Eastgate Living со облога од гипс картон и термичка заштита на минерална волна, што е сосема доволно и ви дава параметар кој што ќе ги задоволи овие 52 децибели кои што секогаш ги збориме, имаме по правилникот од ЈУС и кој што треба веднаш да го донесеме за да се испочитува од сите инвеститори кои што учествуваат во сегментот стамбена градба. Јас да те надополнам, пошто да ја надополнам Веселинка, пошто од оваа страна веќе примам повеќе проекти од повеќе типови на проектанти. Морам да признам дека можеби инвеститорите се повеќе образовани од нашите колеги. Има проектанти кои што застанале во 90-тите и немаат познавање од современите материјали, а има проектанти кои што одат напред, пробуваат и се обучуваат за тоа. Тоа е еден период на истражување, работа на проектантот. Така? Човекот учи дуре жив вика. Значи за инвеститорот, така за инвеститорот и идниот купец да знае што треба да стави и што е иднината на неговиот бизнис, треба да му каже проектантот. Ние точно е Веселинка што вика дека треба проектите исклучиво да се работат согласно проектно-техничка документација дадена на проектантот, но има проектанти, верувајте, што застанале со времето. Јас, ако може исто да се надополнам, значи пак врз база на искуство и можам вака од целиот разговор ми се допаѓа што постојано значи се вртиме околу едно нешто, а тоа е некако едукација или некакво дека сите ние треба уствари да самите да знаеме за едно ниво на проектирање, ниво на живење, ниво значи тоа е едукација, тоа е етика, тоа е ниво на и од целото, значи, наше искуство нормално, кој каде и да застанал или има луѓе кои што се прогресивни одат напред, мислам дека пак
може би е добро да има и една позадина која што вика или некој што ќе го и регулира ова. Затоа што тој што застанал во 90-та година, ако го даде проектот во општина или каде е како изгледа како во 90-та година, тој не сме ни да помине така. Значи он треба да добие стоп од институција и да рече чекај малце, времињата се сменети или треба да ги исполниш тие и тие стандарди. На страна инвеститорите пак. Секоја чест, ако инвеститорот знае повеќе, да, а штета за проектантот кој што е помалку едуциран од инвеститорот. Едно капиталистичко прашање. Дали поинформиран и помодерен и посовремен архитект е поплатен? Значи архитект кој што повеќе ги вреднува или му ги вреднуваат делата? По мене не мора да значи. Би требало. Би требало, ама не мора да значи. Да. Така треба, но за жал во нашите услови не е така. Апропо во метар квадратен, ако ги има сите параметри, треба, знаеш, тоа е систем на вредности. Кај нас вредностите малце се пореметени. И во техниката. Во све, ама да. Ама пак е тоа пак едукација, знаеш, се вртиме цел време околу истото. Инвеститорот пред се го интересира цената, мислам дека. Да, се вртиме. Ево, во примеров на државни институции, што викаме со Веселинка, оди на лицитација. Најважно е да не дозволиме инвеститорот нас да не води. Значи треба да се едуцираме, да растеме и да можеме да му докажеме и да му предочиме на инвеститорот што значи градбата. Едуцирајќи се од ние, почетокот па до крајот. Така, да го изедуцираме и него. Пошто едуциран инвеститор е многу лесно и ние како проектанти така да настапиме со него заеднички. Ја имам на Пошто тој ни е нас малтене бизнис партнер, така? Така е, да. 30 години ни е старо македонско градежништво, значи 30 години прво наследивме некоја техника и друго, меѓутоа најздравиот дел од инвеститорите, најздравото нешто што се случи кај нив во Скопје даре поинтензивно работам во Скопје, иако цела Македонија покриваме, убаво се разслоија инвеститорите. Значи имаме инвеститор кој прави, како да кажам, социјален тип на за сите на објект без никаков комфор, основни работи. И имаме инвеститори кои што веќе бркаат врвен комфор. Мислам дека е доста здраво и дека пак одговорноста во каков простор ќе живеам е самиот купувач. Значи, едно е да ги не тераме инвеститорите побаво да работат, ама и самиот купувач треба да знае што го очекува. Купувачот секому дури и на нај ценовно ориентираниот купувач му е јасно дека ако во едно мало има зграда од 800 евра квадрат, 1300 евра квадрат, дека оваа 1300 евра квадрат има нешто плюс. Сигурно. Конкуренцијата си го направи тоа, Блаже. Така беше порано, бидејќи немаше конкуренција, така. Постоја едно-две фирми на ниво на Република Македонија. Сега постои конкуренција, така да купците самите го прават изборот веќе. И тој што не сакал, која гледа веќе дека купците не му купуваат, мора да премине напред. Од избор на локација па до се што е вградено во самиот објект. Тоа е основно. За крај, дајте ни некој совет на крајниот купец. Значи, ова е емисија која што у принцип ќе гледаат наша вафела, градежници и архитекти. Неколку прашања што крајен корисник може да ги постави до инвеститорот или до одговорниот за продажба во една фирма, за да стигне до релевантна оцена за квалитетот што го очекува. 3-4 прашања. Што да праша, а да не е дали си италијански плочки? Искуството кажува дека доаѓа се различна клиентела. Во секој случај, мислам дека најважен е пристапот на самиот или агент за продажба или на стручните лица кои што се од нашата фела во самата фирма. Така да стигнуваат прашања од, како што спомневавме, термичка изолација, тип на вградени надворешна столарија, каков тип на паркети и ова. На крајот треба да му направите една добра презентација на клиентот, да му ја кажете приказката зошто треба да купи стамбен простор баш таму токму и што ќе добие со тој стамбен простор. Сметам дека никогаш не треба да кажувате дека нешто што нема да го добие во просторот, да бидете секогаш доблесни на тоа што ќе го добие, да ги кажете сите позитивни страни на стабилниот простор и
дека главно од се е да квадратурите со кои што го избрал клиентот како простор за живење ќе му биде доволен за неговите потреби. Тоа е главното што треба да го советувате. Начинот на тоа дали ќе вградите италијанска плочка или ќе биде друг тип на плочка, мислам дека суштински не му влијае во квалитетот на живење. Никола, некој трик прашање што може да го постави? Види, пак едно нешто само би изволата стандарди. Значи во секој домен од сите страни од каде и да го гледаш треба да се зборуваме за стандарди. Значи самите ние се поставуваме, значи ако сакаш да живееш по стандард, треба да купиш нешто што има некаква вредност или има некаков стандард. Јас не сум значи јас најмлад сум овдека и само сум го слушал тоа, не сум никој пат ни проектирал по некаков таков стандард, меѓутоа знам дека, или сум слушнал дека постоело некакво си правило 20-25 метри квадратни, например, кога зборуваме за кој, по човек. Тој са жал стандард. И ако земеме, значи тие стандарди постоеле. На современиот начин на градење не е само денеска. Од периодот по земјотресот од 70 години па нааму, значи и објектите што ги граделе, што инвестирала државата или што биле донирани или како и да гледат и биле можеби и странски проекти, современиот начин на градба го имало суви монтажни, ваква системи на градба. Во Капиштец што сум работел многу одамна на еден интериер, не сум знала, сум сватил дека купатилата комплетно биле префабрикувани. Значи донесени во челична конструкција со некакви си азбестни или какви да е панели или бетонски како сега вие што ги имате цементните, аква панел. И на нив залепени плочки, доаѓа кранот, го носи, го ставаат внатре и толку. 70 стана, 70 купатла, тоа е забрзување. 70 години, Капиштец во блоковите. Не се сите исти. Значи, мислам дека дури они пробувале што е најефикасно, како пазарот ќе реагира на тоа. Меѓутоа, пак феномен е интересно. Баба и дедо имам што живееле во таков стан, све беше направено од гипс-картонски плочи. Немаше никаков проблем со звучна изолација, флексибилен систем, лесен објект и така натаму. Пола Скопје беше со бараки. Бараки, другите баба и дедо. Мислам, Драчево, звучна, термичка изолација, све, значи едно ниво, еден стандард кој што стварно. И од друга страна, тој систем, например, ако зборуваме за барака или нешто што е индивидуален објект, дозволува, сме имали такви примери, а тоа светот го прави, Америка така функционира. Монтажно, демонтажно. Да. Денеска ми текнало е овде, ако сакам ќе го демонтирам, ќе го ставам тамо. Ние сме имале барака која што сме ја демонтирале во населбата водно, се изградил нов објект со нови стандарди, многу поголем волумен нормално, бараката спакувана, чека ново место. И се измички. Спомнавме за статичарите, се измички многу поиздржано. Белјано што некој трик за купување на стан, некое прашање или... Па, мислам дека купците треба доволно да бидат едуцирани, да го погледнат проектно-техничката документација, која што по принцип не им е достапна, пошто мислам дека продавачите само ги продаваат нацртот од архитектите, да видат како е решено грејење, како е решено ладење, како е решена вентилација, како е решена изолација. Јас тоа би советувала, а во принцип тие гледаат локација и визура. Или ако нешто не знаат да си најдат архитект, да ги води стручно. Купуваш кола на старо, ја носиш на 3 автомеханичари. Проверија кола, видија како вози, шо вози моторот, слушнива, а луѓето да купуваат стан без архитект, без никаква стручна познат, кој што ќе им го каже тоа. И ова што го вика Никола, мислам дека е многу добар совет, да се практикува нешто што е демонтажно и монтажно. Затоа што ти денес можеби ќе живееш со фамилија од 20 члена, утре ќе бидат 3 или 4, затоа принципот на монтажност и демонтажност по мене е најдобра, за да може ние утре станот да го прилагодуваме согласно нашите. Флексибилност, да. И друго,
едни плочки можеш да ги гледаш цел живот, ама после 5 години сакаш да ги замениш плочките, Да. така да плочките не се битен момент во станот, по мене се заменлива категорија. Ова е многу интересна тема. Гледав на статистика, правев една презентација за вакви пренамени на простор и вика Европа, организиран континент, пази на што фрла пари и вика ова е податок од овие фирмиве за осигурување. Над 65% од повредите дома и на работно место се поради нефункционален простор. Доставно семејство или фирма во што работи во просторов го ја надживеало функцијата на просторот. Благодарам на времето и благодарам на искуството споделено. Ке не гледаат колегите од Фелата, ке гледаат крајен корисник и се надевам дека ќе украдат некој совет како да стигнат до поквалитетен простор. Нешто за крај? Мислам дека Мислам дека е многу бидеме долга од тема, помош. може да нема крај, ама Идејата да. за вакви серијали е многу добра и ја поздравувам и мислам дека треба да се случуваат почесто и да се на тој начин и да се едуцираат сите, почнувајќи од колегите сите кои што ќе го разбудат поривот за почитување на стандардите и до сите инвеститорите па и крајната клиентела. Значи, информацијата е многу важна да допре до сите. Дефинитивно. да. Фала уште еднаш со времето да се гледаме на ваши поголеми, поквалитетни и повредни објекти. Фала. Фала. Ти благодарам. Се гледаме.